Најмалите се најдоа на удар на сезонските вирози и грипот. Во амбулантата на детското одделение во гостиварската болница по 40 родители дневно бараат лекарска помош од педијатар за своите дечиња. Ги имаат типичните симптоми: покачена температура, кашлање, малаксаност, болки во грлото, кои во некои случаи се пропратени со диареја и повраќање. Ние во детско одделение, односно во амбуланта, скоро секој ден имаме по 40 деца кои доаѓаат со такви симптоми. Грото на децата со такви симптоми, така што овие 2 недели, нарошто последниве дена имаме многу деца што укажува дека има доста деца кои што имаат симптоми на овој вирус. Голем број од овие се лекуваат или се консултираат со матичниот доктор, по потреба доаѓаат и во детско одделение, како што и ви кажав дека има доста од нив. Грото од нив се враќаат назад со терапија и со совет за дома. Обично ова се случува повеќе кај децата, затоа што децата имаат послаб имунитет, односно се уште не формиран имунитет и не може да се одбрани. Најчеста грешка која родителите ја прават е давањето на антибиотик на своја рака, велат лекарите. Доктор Муче советува, без консултација со педијатар, да не се даваат такви лекови, туку само да се делува врз ублажување на симптомите и да се следи состојбата. Ги советуваме сите тие родители кои што имаат деца со вакви симптоми, најбитно е да не даваат антибиотик без да се договорат со матичниот педијатар, него да симптоматски да го лекуваат дома. Прво, условите дома, во домашни услови да бидат адекватни, што значи тоа, тие соби да бидат проветрувани, дезинфектирани и да се даваат што повеќе течности, овошје, зеленчук, за да се појача имунитетот кај тие деца. Кај тие што имаат температура, обично ќе им се даде парацетамол или ибупрофен, може туширање со млака вода и да се дава доста течности за пиење. Најголемиот дел од децата ги поминуваат вирусите без компликации, но има и случаи кога развиваат бронхит или пневмонија и е неопходна хоспитализација. Обично, ова може да потрае максимум 7 дена, 5 до 7 дена и кај децата кои што имаат релативно добар имунитет поминува без компликации. Во еден мал број, кај децата може да се комплицира и може да се случи да имаат, например, температурата да е повеќе од 3-4 дена над 39 степени, да имаат тешко дишење, цианоза на усните и тие мора да се хоспитализираат во детско одделение. Битно е... Да, тие се со компликации. Компликации повеќе со бронхити, со некоја пнеумонија, не многу, 2-3 со пнеумонии, меѓутоа не се во тешка состојба. Со оглед дека се наоѓаме во ковид пандемија, а грипот и коронавирусот развиваат слични симптоми, на децата кои доаѓаат на одделението со такви тегоби, им се прави тест за ковид. Периодов не се потврдени позитивни случаи.